Почитувани, добар ден. Во продолжение спортски вести или разговор во рамките на спортските вести во ово издание од 11 часот. Во нашето студио е Дејан Ѓоргиевски, нашето златно момче од сениорското европско првенство во Софија во таеквондо. Тоа е прв голем златен медал од големите надпреварувања во овој спорт кој е олимписки, па по каратистите сега се надеваме дека и преку таеквондото ќе можеме да дојдеме до представник на Олимписките игри во Токио 2020 година. Сигурно дека патот не е воопшто лесен, но златото од Софија ни дава надеж дека можеме да стигнеме до игрите во Токио и преку таеквондото. Дејан, добар ден и добре дојде во телевизија Нова. Добар ден, добро на вас. За македонската спортска јавност вистинско изненадување. Пријатно беше твојот резултат во Софија на Европското првенство. Сениорско имаш само 18 години, тоа мора да го потенцираме. Изненадување ли е и за тебе тоа што стана европски првак? Видете, не е изненадување, бидејќи исто годинава во април имавме Европско првенство до 21 година. Таму освоив бронзен медал, но морам да напомнам дека во првата борба ја скршив ногата и продолжив уште 3 борби со скршена нога. Така да не беше скршена ногата, најверојатно се надевам дека и таму ќе земев златен медал, така да сега го потврдивме резултатот. Само во сениорска конкуренција. Ова е европско првенство и сениорско, па верувам дека патот до златниот медал беше многу тежок. Па да, ова е официјално европско првенство во олимписки категории, што значи дека во олимписки категории има 4 категории. На обично европско има 7, што значи дека конкуренцијата е уште поголема, бидејќи од 7 категории добиваме 4 и надпреварувачите влагаат во 4, конкуренцијата е многу голема. Тежок ден беше, да, бидејќи имав 5 борби во еден ден и тоа е многу тешко. И во првата борба се борев со репрезентативецот на Италија, во втората со репрезентативецот на Турција, што таа е мега сила во таеквондо. Третата борба беше со Германија. Во полуфиналето се борев со Унгарија и во финалето морам да напомнам дека се борев со светската сила Русија. И таа борба беше онака ептен тешка, до крај беше неизвестност и мора да кажам дека од 4 категории во машка конкуренција 3 добија русите. 3 златни има русите, а и во женска конкуренција во сите 4 категории исто така беа русини. Само златен медал има Македонија. Со оглед на ова што го кажа пред малку, предпоставувам дека силно одекна твојот резултат на овој континентален собир во Софија. Како реагира останатите надпреварувачи на твојот резултат и особено што ќе потсетам уште еднаш и ќе потенцирам, имаш само 18 години? Па сите се горди, сите да не се моите клубски другари, моите спаринг партнери, да, моите тренери, ја тоа без нив ќе не можев да го достигнам. Така да и они се горди, бидејќи тоа заедно го направивме. Патот до златото донесе тешки надпревари, сега се отвара еден сон. Тоа е Олимписките игри во Токио 2020 година. Ова е добра најава, овој резултат во Софија. Како се стигнува до Олимписките игри? Какви резултати треба да има Дејан за да стигне до Токио? Па значи вака, до Токио се стига преку квалификации или преку собирање на бодови. Значи ние веќе почнавме собираме бодови и ова официјално европско сениорско првенство исто така собира поени. Се надевам дека ние ќе собереме поени, а ако не здравје на квалификации и на Олимпијада, не сакам само да учествувам, туку ќе одам и на медал. Тешко се стигнува до Олимписки игри, тоа е самит собир на најдобрите спортисти на планетата. Кои се оние турнири преку кои ти треба да бидеш добар, најдобар за да стигнеш до Токио, покрај настапите, предпоставувам, на европските и светските првенства? Па вака, тие се турнири од Европски куп, Г1 турнири, каде на тие се собира поени. Такви имавме 2, значи до сега имаме собрано неколку поени, но продолжуваме од јануари натака на таквите Г1 турнири, тие ни се официјално идни турнири каде што ќе собираме поени. Ова 2017 завршува, секако круна на се беше освојувањето на овој златен медал. Што тебе како впечаток ти остава на резултатски план што ти го направи, а можеш и повеќе да направиш во оваа 2017 година?
Па супер е, бидејќи да се победи Русин во финалите, стварно тоа не е опишливо, може само да се доживее. Ги спомна русите, тие се очигледно светска велесила. Јавноста нема многу информации за овој спорт, па затоа пријатно, шокантно ни делуваше овој твој резултат од Софија. Како реагираа, да речеме, руските спортисти, останатите спортисти во Софија на твојот резултат, не само нашиот тим нормално? Па да, добро реагира, сите останатите држави доаѓаа, честитаа, сите им беше мило што сме победиле русини, што имаме ние златен медал, да не биде сите категории Русија, само еден златен медал има Македонија. Македонија сигурно не е високо на мапата во таеквондото, затоа и овој резултат представува пријатно изненадување. Олимписките игри, рековме, се сон. Колку треба ти напорно да работиш во следниот циклус, затоа што има уште 2 години до Олимписките игри во Токио, 2020 година. Што е она што ти треба да го подобриш кај себе, она што ти го чувствуваш дека мора да го направиш за да бидеш уште подобар, посилен? Па треба многу тренинзи, 2 пати на ден, 3 пати на ден тренинзи и многу посветеност и од тренерите и од сам себе. Дали има доволно добри услови да стигнеш до една таква форма посакувана добра? Да, секако дека има, се трудиме. Според официјалните податоци имаш над 20 победи до сега. Што значи тоа во светот на таеквондото? На 18 години, на официјални надпревари да имаш над 20 борби, ги спомна русите, турците, особено овие две сили во боречките вештини се и тоа како е експонирани во светот. Па видете, имам 18 години, но тоа не попречува да се спротивставиме на другите, бидејќи се трудиме сите и напорно вежбаме. Така. Кажи ми за Европското во Софија, ќе се навратиме уште еднаш пред крајот на овој разговор. Која борба ти беше најтешка? Ќе исклучиме таа финалната со русинот. Предпоставувам дека патот беше исклучително тешок. Најтешка ми беше со противникот на Германија, бидејќи имаше мала незгода, добив удар со рака во глава и малце изгубив свест, но тоа мора да кажам дека не е дозволено кај нас удар со глава. Удар со рака во глава и тука малце така беше потешко. Но се вративме после во добра форма. Што е она што го очекуваш од следната 2018 година на надпреварувачки план? Што е она што те очекува како надпревари, на кој едноставно, условно ќе кажеме, мораш да бидеш најдобар? Да, па идеме да собираме медали, идеме само на G1 турнири кај што се собираат поени за на Олимпијада и таму одиме на медали за да собереме поени. Колку ќе има такви турнири следната година или до 2020-та од прилика, не мора да е точна бројка? Не знам точна бројка, но има премногу низ цел свет, бидејќи у цел свет има такви G1 турнири во скоро сите држави, на секаде мора да се оди за да се собираат што повеќе поени. Колку е она како минимум што мора да го исполниш од бројот на настапите на G1 турнирите за да стигнеш до евентуална олимписка норма? Па официјално не знам точно кој да кажам, само ќе сгрешам ако ја кажам. Добро, но некоја бројка од прилика, ако има 20 на турнири, ти би требало, предпоставувам, да бидеш барем на 15 на таму. Па вака, првите 12 што се на светска ранг листа влагаат директно на Олимпијада, останатите одат на квалификации. Значи треба да се собере доволно поени за да бидам во тие топ 12 за да влезам директно на Олимпијада. А во моментов Дејан е на кое место на ранг листата? На ранг листата на се 70. Не сум сигурен, но со ова европско сега, бидејќи уште не се напишани резултатите, ќе одиме погоре. Значи, шансите за настап во Токио се реални. Да. Ти посакувам многу успех во иднина, ти посакувам успешни 2 години, бидејќи до Токио не очекуваат уште 2 години. Ти посакувам многу успех и посакувам да ни израдуваш и понатаму со добри резултати. Благодарам. Почитувани, тоа беше гостувањето на Дејан Ѓоргиевски, нашето златно момче од Европското првенство во Софија. Му посакуваме многу успех и се надеваме дека ќе го гледаме во Токио. Благодарам за вниманието.